Отворили власта простор бугарските власти целосно да го диктираат темпото во преговорите по млаката реакција за отварањето на бугарскиот центар Ванчо Михајлов, но и во поставувањето на ултиматуми чие исполнување можеби ќе значат тргање на бугарското вето за интеграции. Побројните реакции на граѓаните и политичките чинители, премиерот Димитар Ковачевски одбра да и се обрати на јавноста, ама преку видео, во кое наместо да ги осуди бугарските постапки, тој потенцира да се задржи достоинството и стратешката цел за влез во Европската унија. Република Северна Македонија е суверена држава и имаме должност да го чуваме нашето достоинство. Имаме стратешка цел за влез во Европската унија, но достоинствено со својата национална гордост и посебност. Верувам дека треба да продолжиме и да работиме на зајакнување на диалогот и унапредување на односите меѓу двата народи до конечно решавање на спорот. Но за тоа да биде успешно, ниту една од страните не смее да прави чекори назад. Додека Ковачевски одлучува да и се обрати на нацијата само преку снимени видеа и уште повеќе веќе некој период не се појавува на никаков настан, што ќе значи и соочување со новинарските прашања, шефот на дипломатијата Бујар Османи скандалот со бугарскиот центар го представи како македонска победа. Иако јавноста зовре по она што се случуваше во центарот на Битола, Османи сега кажува дека власта знаела за отварањето на центарот со такво име, ама сепак ништо посериозно не преземала. И ние излеговме победници од ова што се случи. Дел од присутните имаа намера и да провоцираат наша реакција, токму за да обезбедат алиби пред Европската унија, пред светот. И министрот за внатрешни Оливер Спасовски гледал провокација во однесувањето на бугарските власти, но како и останатата влада, не гледа потреба да реагира, па вели во моментов било важно да се водат принципиелни разговори за да го постигнеме националниот интерес. Ова што се случи во Битола, отварањето на овој центар и тоа со име на еден учесник или соработник на Хитлер, на фашистичкиот окупатор, за мене е неприфатливо, тоа представува провокација и нема никако да придонесе кон подобрувањето на односите, ниту ќе ја подобри климата во Бугарија, ниту ќе ја подобри климата во Северна Македонија. Одлуката на бугарските челници да го именуваат центарот во Битола според името на истакнат промотор на фашизмот и директно да го понижат македонскиот народ е последно во низата провокации која го упати официјална Софија. Но подпредседателката на Бугарија Јотова отиде дотаму што не само што не прифаќаат реципроцитет во признавањето на малцинствата, туку и од срцето на Охрид праша кои се тие македонци во Бугарија.